Главата е единственото нешто што му остана на сточарот Ангел Василков од кочанското село Припор од телето кое на свет дошло лани. Остатокот од телото го разнеле и изеле глутница волци кои синоќа го нападнале стадото. Синоќа околу 7 часу се случи, еден волк таму го видов и се загна. Ја овамо бех на оваа редина таму, кравите се стрчаа, ја трчав по нив натаму, абре, убре. И телето почна да рика надоле низ тоа гаверето, низ тоа шумата и таму удолу. После сабалето ко отидов, само една глава најдов, таму друго ништо тоа. Оно е све изедено. Проблемите со волците на Василков му почнале лани, кога му исчезнало првото теле. Пред една недела, исто едно ме снема теле, тражив, не можех ништо да намотак, а сигурно дека е и вол. Нападот на волци во Припор доаѓа само 2 дена откако глутница измасакрираа 15 крави во пресека, што алармира за големо присуство на волци во Кочанскиот крај. Двете села се на едниот и другиот крај на Кочани, што значи дека целиот Кочански крај е окупиран со волци, поради што сточарите бараат итно организирање на хајки. Една година, две, више лов е забранено, туа нема лов, тие ред работи натана, нема ајти, нема ништо. Ради тоа највише е онадено и тука е слободно силата, тука онадат, значи не бегат, не онадат. И тука не е преземано никакви мерки. Ајка да се организира, да дојдат, да прошетат, да онаат, да се истепа, да се намали што друго. Инак нема да има стока, народ не може да чува, мора да ја продае. Но токму ова е тешко да се организира, бидејќи ловното друштво нема концесија за овој дел и законски не смее да организира ниту лов, ниту одстрел на штетен дивеч во тој крај. Ова значи дека додека да се реши проблемот со концесионерот, сточарите се оставени на милост и немилост на волците. Не е исклучено тие да дојдат и до градот, зашто Припор е на само 3 километри од далеченост од Кочани.